прават напори повторно да се отвори лекторатот по македонски јазик во Тирана. Од семинарот за македонски јазик веќе беа во Тирана на средба со представници на факултетот за странски јазици, но сега Министерството за образование и Министерството за финансии треба да дадат дозвола за да се заврза постапката. Интензивно се работи на иницијативата повторно по 10 годишна пауза да се отвори лекторат по македонски јазик на Државниот универзитет во Тирана, Албанија, зашто веќе се преземаат и конкретни чекори, соопшти од меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Идејата е на Македонското културно друштво Илинден од Тирана, а со дипломатски заложби остварена е средба со првите луѓе на престижниот факултет за странски јазици на Државниот универзитет, од каде има сериозна поддршка за вложување во македонистиката во Албанија. На потек се македонските надлежни министерства да ја забрзаат целата постапка. Значи, подитно да се добие дозвола за место лектор по македонски јазик на Државниот универзитет во Тирана. Значи, тука сега се на потек двете наши министерства, Министерството за образование и наука и Министерството за финансии, бидејќи веднаш по таквата дозвола за конкурс, ние ќе можеме да распишеме конкурс, да го одбереме најсоодветниот кандидат и ако се оди така тоа добро, веќе од новата академска година и да испратиме официјално, нели, лектор по македонски јазик на овој факултет, на факултетот за странски јазици. На состанокот што се одржа на факултетот за странски јазици е констатирано дека е потребно да се овозможи македонскиот јазик во Тирана да го изучуваат сите студенти кои ќе се посветат на изучувањето на словенските или балканските јазици, а на почетокот наставата да се одвива во 2, па потоа и во 4 семестри. Потоа постепено да се создаваат услови да има и посебен студиум по македонистика. Може би е најдобро да се почне со македонски јазик 1 и македонски јазик 2 во зимскиот и во летниот семестар, нели, како еден вовед, а потоа ако се покаже интерес дека тој секако многу скоро може да се развие како македонски јазик 3 и 4, а во догледно време може и самиот лектор, ако види дека за тоа има интерес, да се воведат и предмети како што има на другите странски универзитети, како што се македонска книжевност, македонска книжевност и култура, македонски филм, македонската култура во балкански контекст и така натаму. Новиот лекторат целосно ќе биде финансиран од македонската држава, која треба да ги обезбеди и сите потребни материјали. Меѓу најголемите предизвици остануваат платите на лекторите во странските држави, кои се исклучително ниски и треба сериозно да се размислува за нивно покачување, велат од меѓународниот семинар за македонски јазик. Инаку, Македонија има 10 активни лекторати во Кина, Турција, Руската Федерација, Полска, Унгарија, Романија, Хрватска, Словенија, Србија и уште 10 центри во странство каде се изучува македонскиот јазик.